Меѓутоа, битва за што направија? Го направија надвозникот, направи ограда до надвозникот, после надвозникот оставија празен простор. А нема обележан пешачки премин тука. Само празен простор е. Зашто? Затоа што другата страна имате мењачница, која што е на филјан човек и се за да има бизнисот да му цвета, треба да му доаѓа. И тобако има, мислам дека на има самиот... така неколку такви објектчиња кои што се на 1-2 газди кои што биле влијателни и тие изестволе тоа да остане таму. Пазите, јавниот интерес, животите на луѓето се загрозени за нечии приватен бизнис. Не треба да се дозволи на булевар преминување на пешаци, поготово преку 6 ленти. Тоа е играње руски рулет малтере. Поготово треба да се укинат како прво пешачките премини на булеварите кои што не се на крстосница, него се измеѓу две крстосници, оние само пешачки премини што се. Тие подитно да се укинат и тука да се направат надвозници, метална конструкција за да може пешаците таму да поминуваат. Меѓутоа, менталитетот на народот кај нас е таков што едноставно што год вие да му направите доброто и тоа нема да користи, ќе гледа нешто да направи да го забошоти тоа само и само да каже еве ја го зафркнав системот. Со таков менталитет ни останува само една работа. Булеварите да се заградат со убава квалитетна ограда, висока 1,20 м, која што е на болница, меѓутоа тоа е лоша изведба. Да, може да се протнуваат, може да скокнат со ниска. Со куфери одат по ниска сред и може да се булевар. протнат измеѓу и може да прескокнат. Повисока, потенки цевки. Значи не може да очекувате луѓето да се однесуваат совесно. Значи мора да го канализирате.